Во делот на јавното осветлување, општина Кочани работи на поставување нови улични светилки на јавните прометни површини, улици, тротоари и игралишта. Во тркање осветлено повеќе наменското игралиште со LED рефлектори, а поставени се нови светилки и на повеќе критични недоволно осветлени места. Јавното осветлување е подобрено на неколку улици во селото Прибачево, а во Грдовци осветлен на централниот дел од селото, улиците Маршал Тито, Лјупчо Сантов, Плачковица, Мите Павлов и Гишо Донев. Нови светилки се поставени на 7 улици во селата Горни и Долни Подлог. Денеска работите продолжуваат во Оризар и во населбата селишта. Според Драги Орданов, одговорен службеник за јавно осветлување во општина Кочани, во наредниве денови се планира реализација на втората фаза на позиции каде што не достигаат да се постават нови столбови со LED светилки во руралните делови на Кочани. Со подготовка на теренот веќе течат работите за вградување на новото јавно осветлување на реконструираниот локален пат од Антура до Мојанци, со што ќе бидат осветлени 2200 метри на релација Подлог-Мојанци, како и потегот од Горни до Долни Подлог. Средствата во висина од 60.000 швајцарски франци се обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка. Градоначалникот на општина Кочани Никол Челиев оценува дека со поставувањето на јавното осветлување трите населени места Горни Подлог, Долни Подлог и Мојанци ќе добијат урбан лик каков што им прилега според близината до административниот центар. Според јавната набавка за 2020 година општина Кочани ќе намени 446.300 денари за одржување на јавното осветлување и 1.600.000 денари за изградба на ново улично осветлување.